Господине Барбареев, заврши првиот и вториот упис РО. Колку има место за задоволство кај управата на Универзитетот Гоце Делчев од одзивот на завршените средношколци за студентските програми на овој универзитет? Значи, во теке вториот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев и во фаза се апликациите на сите оние заинтересирани кандидати кои што го избрале Универзитетот Гоце Делчев. Конкретно, денес во Струмица продолжуваат уписите на универзитетот. Во фаза е целокупната процедура за почеток на академската година, значи студиските програми кои што постојат во кампусот во Струмица, во наставниот центар во Струмица, земјоделскиот факултет, економскиот факултет, правниот факултет, дел од студиските програми на машинскиот факултет. Она што може да се забележи во моментот дека имаме повеќе од 140 пријавени кандидати. Тоа само кажува за сериозноста на овој наставен центар и за сето она кое што се случуваше во изминатите десетина години со отворањето на универзитетот во Штип. Овој кампус има традиција, ова не е само за овие 10 години, затоа што Институтот на јужноземјоделски култури, кој што е основан почетокот на 20-тиот век, всушност ја носи традицијата на образование во овој регион. Она кое што во моментот е исто така важно да се каже е дека во изминатите десетина години повеќе од 2800 жители од Струмица, завршени средношколци, го избрале Универзитетот Гоце Делчев, за кој што некаде 1800 го избрале само кампусот во Струмица. Од нив 730 дипломирале на Универзитетот Гоце Делчев и тие се веќе дел од нив вработени, дел од нив невработени, дел од нив заминати некаде на некои места, но тоа само кажува дека станува збор за сериозна средина која што има сериозен потенцијал и на која што универзитетот во иднина планира сериозно да се посвети на овој наставен центар. Вие сте релативно млад универзитет. Колку со она што го нудите на самите студенти можете да се декларирате дека сте меѓу најдобрите универзитети, впрочем да ги задржите сите оние кои што сакаат да студираат на Универзитетот Гоце Делчев? Видете, одредени елементи на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се сериозно наставно научно етаблирани. Значи, дел од природно-техничките науки, тоа е поранешниот Рударско-геолошки факултет, земјоделскиот факултет со лабораториите во Струмица и лабораториите во Штип, одредени факултети, факултетот за информатика. Значи, во делот на природно-техничките науки постои сериозна наставно-научна содржина, компонента, која што според размислувањето и според она кое што се случува во овие десетина години по ништо не се разликува од врвните и добрите центри во светот. Значи, со самото тоа што Универзитетот Гоце Делчев на Шангајската листа беше рангиран како втор државен универзитет, јас ќе ви кажам дека бројките во овие десетина години кажуваат многу за она што се случува на универзитетот. Значи, има повеќе од 700 ангажирани лица, вработени и надворешно ангажирани лица за реализација на наставата и на науката. Има повеќе од 150 вработени луѓе од администрација. Има голем дел од луѓето кои што веќе приpoznаваат својата иднина за вклучување во наставата или науката. Колку вработени има само од Струмица кои што гравитираат кон овој наставен центар или кон Штип. Имаме сериозни создадени средини кои што се дел од времето и духот во кој живееме. Ние сме меѓу ретките универзитети, не само во Македонија, кој што има универзитетски спортски центар, кој што одржува локални клубови заради вклучувањето на студентите во одредени спортски активности. Имаме универзитетски културен центар, имаме центар за односи со јавност, со своја радио и телевизија. Тоа се елементи по кои што кои ќе ги видите универзитетите, да речеме во Соединетите американски држави или оние кон кои што сакаме ние да се стремиме, тоа се содржини кои што им дават на студентите сериозни можности во текот на своите студии не само да се задржуваат на оно кое што представува настава и наука, туку и нивните социјални содржини. Дека има простор за уште многу да се работи, дека универзитетот е се уште не е заекнат со својот кадровски потенцијал, дека универзитетот има потреба од вработување на млади луѓе. Ректорот спомена дека повеќе од 100 до 150 млади луѓе се потребни на универзитетот. Тоа се прашања на кои што не зависат само од нас. Опремувањето, условите се поврзани со инвестиции во образованието, со одвојување во науката. Тоа се теми кои што државата мора да размислува во следниот период, бидејќи ако образованието е двигател на секоја пора во општеството, тогаш не треба да се размислува дали треба или не треба да се инвестира. Така да тоа се
теми кои што универзитетот размислува, евалуацијата на универзитетот од внатрешна евалуација и надворешна евалуација која што деновиве ќе пристигне во Република Македонија, е втора поред на овој универзитет и внатре се дадени одредени сугестии, препораки во кои насоки треба да се подобруваат слабите страни, што е она кое што е добро и треба да се продолжи да се развива. Така да ние сме свесни за своите состојби внатре како институција и се надеваме дека дел од тие прашања кои што се поврзани со кадровските прашања, со условите за работа на институцијата, се теми кои што ќе се решаваат и ќе бидеме отворени за било какви иницијативи за подобрување на тој дел од високото образование. Испомнавте природно-математичките факултети, каде што сте опремени и со кадар, и со опрема, лаборатории, каде што можат самите студенти, кога ќе излезат од овој универзитет, директно да се вклучат во реалниот сектор. Но зашто се помалку одзивот е многу мал за студирање на техничко-технолошките, но и природно-математичките факултети? Не е лесно студирањето на техничките науки. Мислам дека тоа е јасно. Не е лесно да се студира на електронамашински, на земјоделски факултет, на рударски, на геолошки факултет. Значи, тоа е прашање на кое што веројатно пазарот на трудот ги бара, но тоа е двигателот на индустријата. Ако е тоа двигателот на индустријата, веројатно треба да се барат сериозни решенија во кои што треба да се мотивираат младите луѓе. Значи, тука треба да се отворат прашањата за вклучување на младите луѓе за дури во делот на тие студии да биде бесплатно образование, во давање на добри стипендии, во препознавање на тие луѓе уште од средното образование и вклучување кон гравитацијата на факултетот и стопанството. Заедничка стратегија на стопанството и на високото образование заедно со ресорното министерство. Тие се темите на кои што дел од западните земји кои што работат, па ги мотивираат и младите луѓе да заминат од државата, работат на тоа затоа што сакат да ги земат младите луѓе. Значи, ако ние сакаме да ги задржиме младите луѓе во нашата држава, тогаш треба да ги дадеме сите добри можности, потенцијали да ги задржиме и да не прашуваме дали стипендијата ќе биде 2000 или 3000 денари, туку да биде стипендијата можеби 15 или 20.000 денари, да имат студентски домови, да имат студентски стандарди по кои што по ништо нема да се разликуваат од оние во Словенија, во Германија, во Англија или на некое друго место кај што сакаат да одат. Тоа се политиките кои што не се само фокусирани во тоа колку ние ќе одвојуваме. Значи, тоа се прашања на кои што мора да се пристапи од повеќе места за подобрување на одредени теми во високото образование, и во средното и во основното, бидејќи тие луѓе понатаму тој круг се врти. Вие морате да добиете на 18-19 години сериозен, млад, иден научник или граѓанин кој што има соодветно основно и средно образование, втемелено со добри математики, јазици во себе, комуникацијски вештини. Господине Барбареев, вие сте проректор за настава, на праго сме на третиот уписен рок. Има ли слободни места на Универзитетот Гоце Делчев и сите оние дисперзирани студии, но впрочем и зошто завршните средношколци да го одберат овој универзитет? Има слободни места, значи на земјоделскиот факултет, на економскиот, на машинскиот, на правниот факултет, на студиските програми во Штип. Доколку сметаат дека сакаат да студираат на добар универзитет, ние го препорачуваме Универзитетот Гоце Делчев затоа што тој во себе носи потенцијали за она кое што понатаму може да биде добра перспектива за секој млад човек. Во текот на своите студии тој нема да се соочи само со студирањето на овој универзитет. Можностите за излегување од земјата за еден семестар, за повеќе семестри, за добивање стипендии се отворени и никогаш како порано не биле отворени тие високообразовани институции како што тоа се случува сега. Во овој момент се подготвуваат стотина студенти од Тугада кои што ќе заминат на 3-месечен семестар на Еразмус програмата. Тоа доволно кажува дека тие луѓе ќе видат друга средина, ќе научат друга култура, ќе се запознаат со други луѓе и ќе се вратат да го тоа пренесат тука. Прашањето не е само на универзитетот како тие млади луѓе ние да успееме да ги задржиме и да ја препознаваат иднината за вработување тука. Барбареев, јас ви благодарам на овој интервју. Благодарам на вас.